Советот за развој на Пелагонискиот плански регион денеска ја одржа својата 14-та седница. Присутни беа градоначалниците на општините што влегуваат во овој совет, а се со цел да расправаат за аплицираните и имплементирани проекти од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот регион за 2011, како и да одлучат кои проекти да се достават до Националниот совет. Ваквиот начин на работа практично чекор по чекор овозможува на некој начин рамномерна распределба на проектите по сите општини. Таква ќе биде и програмата. Значи, знаете дека во Пелагонискиот плански регион учесници сме 9 општини и сите 9 општини со своите проекти денеска, што ќе бидат предложени практично на оваа седница, ќе ги аргументираат и ќе видиме кои од нив цениме дека се приоритетни за Пелагонискиот регион и во однос на износот, финансиската сума која што ќе се додели на Пелагонискиот плански регион, ќе гледаме максимално да ги реализираме. Градоначалникот Алески смета дека после светската економска криза треба да се заплива во посериозни води и апликација на проекти со поголем буџет. Минатата година Пелагонискиот плански регион преку својот центар ги реализира максимално сите проекти, дури и пред време, и мислам дека веќе влегуваме во едни посериозни води, каде што после светската економска криза би требало сите да се избориме на еден начин за можност за поголемо финансирање, значи поголем буџет. На денешната седница свој изгласување чекаат 10 проекти битни за 9 општини што ги поврзува Центарот за Пелагониски плански развој, почнувајќи од инфраструктура па до култура. Има, например, еден Битола Демирхисар, еден проект, кој што се однесува на набавка на животоспасувачка опрема за противпожарни станици во Пелагонискиот регион. Значи се однесува во случај на Битола Демирхисар. Потоа имаме реконструкција на живеалиштата во зоолошката градина во Битола. Тој проект знаете дека го водиме преку Центарот на Пелагонискиот плански регион и целата документација подготвуваме преку нив и се разбира дека и општина Битола ќе партиципира, меѓутоа тоа е единствена зоолошка градина во целиот регион и всушност е втората од двете вкупно што ги има Република Македонија. Изработка на урбанистички план за манастирот Светилие во Демирхисар, значи тука им помагаме на општината. Реализација на проект за заштита физичка биохемиска на регионален природен извор во Дебреште. Значи таму граѓаните изгласале дека ова им е приоритет. Изградба на пешачка патека на магистрална сообраќајница во општина Кривогаштани. Адаптација и пренамена на простор и опремување на киносала во Центарот за култура Марко Цепенков во општина Прилеп. Потоа имаме изработка на ЛУП на индустријска зона Петилеп, општина Могила. Изработка на техничка документација за изведба на водовод за индустријска зона Макази за дистрибутивниот центар. Потоа имаме изработка на техничка документација за партерно уредување околу просторот, локалитетот Германска чешма на патот Битола Ресен и изработка на ЛУП за индустријска зона Новаци. Граѓаните што живеат на територијата на 9 општини сметале дека предложените проекти им се од витално значење.